на делот со пластичниот отпад. Мислам дека тоа беше дебата во јавноста подолго време, за да ги забраниме пластичните кеси кои што масовно се користат во нашата држава и што навистина се големи загадувачи на животната средина, бидејќи стотици години се потребни за овие пластични производи да се распаднат и се загадувачи не само на почвата, туку и на водата, на морињата, на океаните и се опасност по живиот свет генерално. Ова законско решение предвидува користење само на биоразградливи пластични кеси. Јас се надевам дека тоа ќе биде навистина така, дека материјалот од кој се направени е биоразградлив, тука ќе мора да има некоја построга контрола на тоа, за да не се случи да повторно овие што и сега ги користиме под некое име биоразградливи да се користат, тоа навистина голема штета по животната средина. Добро е пластичните производи за еднократна употреба, што еве се започнува со заштитените подрачја да не се користат таму и јас се надевам дека во кусо време во иднина ќе ги забраниме генерално за употреба, затоа што тие се исто така големи загадувачи на животната средина, а имаме замена за нив. Мислам, пластичните чаши и шишиња, собранието почна претходно со стаклени, ама еве сега гледам пак сме се вратиле на пластични шишиња. Едноставно знам дека е поевтино и навиките остануваат, но ако немаме можност за ваква еднократна употреба, ќе ги користевме стаклените што може да се рециклираат. И затоа мислам дека ова треба да се прошири не само на заштитените подрачја, туку едноставно да има поширок опсег, можеби еве за почеток, за да се навикнеме, ама мислам дека веќе е крајно време и брзо треба да ги забраниме овие пластични производи за еднократна употреба, за масовна употреба. Се разбира, има за медицинска употреба и така натаму, не зборувам за нив, но за овие пластични шишиња, чаши, тањирчиња и така натаму, навистина имаме замена веќе за нив. Нема зошто да ја загадуваме животната средина со употреба на овие пластични производи.